Почитувани граѓани, почитувани медиуми, поминаа 30 дена од трагедијата во Кочани, во која го загубија животот 61 лице, а уште 200 беа тешко повредени. По 30 дена повеќе од јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници, кои морале да постапат кобната ноќ, но тоа не го сториле. Почитувани граѓани, до овој момент се води истрага, замислете, против дури 59 лица, од кои само 20 се актуелни функционери, а само еден е началник кој бил во оставка. Замислете, по 9 месеци на централната власт и речиси 4 години од локална власт на ВМРО ДПМН, никој од нивните не е одговорен, а одговорни се сите службеници и функционери до 2022 година. Кај сите осомничени се водат постапки за периодот од 2012 до 2022 година. Но што е со одговорноста на тие што на денот на пожарот 16 март 2025 година биле на високи полициски функции, но и во други институции? Почитувани, во изминатите 30 дена, сите правници и експерти за безбедност потврдија дека актуелните раководства на полицијата, Државниот пазарен инспекторат и низа други институции имале директна одговорност за овој настан. Дури 7 началници, командири и заменик командири од полицијата, кои според законот вечерта биле должни да го превенираат пожарот и да го обезбедат настанот, не го направиле тоа. Прашуваме како е можно и по која правна логика никој од нив да не е одговорен за настан што се случил за време на нивната смена, а виновни се само претходните. Како не се најде ниту еден осомничен од актуелните началници и службеници на МВР во Кочани и Штип, кои биле директно одговорни за безбедноста кобната ноќ. Зошто, например, началничката на ОВР Кочани, Марија Цветковска-Маневска, не е меѓу опфатените со истрагата? Зошто началникот на Крим полицијата во Кочани, Томо Донев, не е меѓу преведените? Како е можно ниту началникот на СВР Штип, ниту началникот на Крим полицијата во Штип исто така да не се опфатени со истрагата? Законските надлежности на полицијата во Кочани и Штип се директно поврзани со безбедносните пропусти таа вечер и непосредно пред трагичниот настан. Да постапеле, дискотеката ќе била затворена на време пред да се случи трагедијата. Со едно законско постапување можело многу да се промени. Најважно, можеле да се спасат животи. Дали овие луѓе се под политичка заштита на Панче Тошковски и ДПМН? Почитувани, директно го прашуваме Тошковски. Зарем ќе дозволите покрај целата болка на семејствата на крајот да добијат и селективна правда? Министре Тошковски, нели имате малку совест? Вие вршите политички терор и прогон само за да ги заштитите оние кои што вие сте ги минувале и поставиле. Сада сама беше конструктивна цели 30 дена, оставајќи простор на истрагата, но сега е јасно. Ова истрага е се, само не правна постапка. Вашата цел не е ништо друго, освен создавање целосно лажна слика за тоа кој е одговорен и насочување на истрагата кон минатото. Ова го правите од првиот ден. Сада сама бара и ќе продолжи да бара целосна одговорност, во која никој нема да биде изземен или поштеден. Од првиот ден повикуваме на таква истрага и искрено веруваме дека ќе се случи. Наместо тоа, вие решивте да дотурате сол на раната, на болката на семејствата и на граѓаните, водејки селективна истрага. Ви благодарам.